Минути за урбани вести на Прва Скопска, добре дојдовте. Советот на град Скопје денеска донесе одлука со која за нов концесионер на депонијата Дрисла е избран конзорциум предводен од германски Шолц. Оваа одлука, како што соопшти град Скопје, следува по судска пресуда на Висшиот управен суд. Високите температури го зголемуваат ризикот од труење со храна. Превенција од малигни заболувања е здравата исхрана. Од денеска се уриваат дивите тераси на кафулињата во центар. Опожарените семејства во Киселавода ќе добијат одштета од буџетот на општината. Високите температури го зголемуваат ризикот од труење со храна, па затоа Агенцијата за храна и ветеринарство излезе со препораки до граѓаните за безбедно консумирање на храната. Оттаму велат дека при купувањето треба да се води сметка за изгледот, рокот на употреба и соодветното чување на храната. Исто треба да се внимава и од каде се купува таа храна. Агенцијата за храна и ветеринарство излезе со препораки за безбедно конзумирање на храната на прагот од летото, кога со порастот на температурите се зголемуваат и потенцијалните ризици од појава на труење со храна. Високите температури се потенцијална опасност и за здравието на животните, доколку за нив навреме не се превземат мерки за обезбедување на доволни количини храна и вода за пиење. За да се спречи евентуална појава на труење со храна, неопходно е да се направи правилен избор и нејзина набавка, да се обезбеди соодветен транспорт и услови за чување на храната. При купувањето треба да се води сметка за изгледот, рокот на употреба и соодветното чување на храната, да се купува храна од проверени места, наведуваат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Особено во услови на високи температури се препорачува да се избегнува да се купува и конзумира храна со оштетена амбалажа, нагмечена, надуена или напукната. Разладените или замрзнатите производи да се купуваат на крајот од пазарењето, а лесно расипливата храна, како што е месото, млекото, јајцата, да не се чуваат долго време во автомобили и во други транспортни средства. Да се одбегнува купување на разладена или замрзната лесно расиплива храна, која се чува надвор од ладилник или замрзнувач. За да се спречи расипување, разладената храна треба да се чува на температура пониска од 5 степени Целзиусови, а храната која треба да се сготви термички да се обработи на температура повисока од 60 степени Целзиусови. Овошјето и зеленчукот пред конзумација темелно да се измијат под млас вода, месото, млекото и јајцата термички добро да се обработат. Доколку по подготвувањето храната не се конзумира веднаш, таа треба да се чува во фрижидер од времето на сервирање. За да се спречи појава на труење со храна и на стомачни инфекции, неопходно е рацете да се мијат повеќе пати во текот на подготвувањето. Кога станува збор за консумирање на храна во угостителските објекти, треба да се води сметка тоа да бидат оператори кои водат сметка за хигиената и безбедноста на храната и да имаат добра репутација. Во објектите за брза храна одбегнувајте ги додатоците кои не стојат во ладилник, како што се мајонез, кетчап, крем салати, сосови, преливи и слично. Доколку сметате дека храната не е безбедна, не ризикувајте, фрлете ја, советуваат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Главните причини за прерана смрт кај населението е заболувањето од карциноми. А како превенција од овие заболувања се сметаат навремените превентивни прегледи. Нутриционистите се со сосема друг став околу превенцијата од овие заболувања. Тие велат превенција е здравиот начин на исхрана и здравиот начин на живот, а одењето на лекар е само утврдување дали некој е болен од канцер. Малигните заболувања се почесто се застапени како кај нас, така и во светски рамки, а представуваат една од главните причини за прерана смрт. Иако има повеќе фактори кои влијаат на појавата на канцер, сепак луѓето се тие што треба да се обидат да влијаат на факторите што се во наши раце. Според истражувањата на експерти за рак, трите најглавни фактори кои придонесуваат за појава на овие болести се дебелината, лошата исхрана и физичката неактивност.
Научниците веруваат дека не постои единствена храна која може да го заштити или да го излечи човекот од рак, но со правилен избор на прехранбени намирници во исхраната, составена првенствено од растителни производи, може да се постигне посакуваниот ефект. Минералите и витамините во растителната храна овозможуваат заштита од малигни заболувања. Нутриционистите велат дека на македонското поднебје расте свеж зеленчук и овошје, а тоа се најдобрите македонски производи кои треба да се користат во исхраната. Постарите генерации подобро се хранале, а за жал во денешно време помладите генерации понесоодветно се хранат, за што сведочи зголемениот број на деца со зголемена тежина, зголемен број на дијабетичари и зголемен број на заболени од канцерогени заболувања. Нутриционистката Цвета Динева во едно интервју за Прва Скопска изјави дека кога станува збор за превенција, мора да се работи на едукација на луѓето, што треба да внесуваат, а што треба да одбегнуваат, бидејќи здравиот начин на живот е превенција, а одењето на лекар е да се утврди дали некој е болен од канцер или некое друго заболување. И се вели превенцијата е број 1. Сега, во превенција, за жал се смета она одење на лекар, кога се оди да се види дали некој е болен од канцер на гради или канцер на панкреас, на желудник и така натаму. Не е тоа превенција. Тоа е само регистрирање на дадената болест што веќе се развила во тоа тело. Превенција, или ајде ќе речам предпревенција е начинот на кој ние живееме. Ние треба да сватиме следно пред. Мора да се работи на предпревенцијата или вистинска превенција е едукација на луѓето како да се хранат, што да внесуваат секојдневно, што да одбегнуваат и ако имаат одреден потенцијал за одредено заболување, точно да се информираат каков треба да биде нивниот начин општо на живење, затоа што храната е 90%. Многу е битно и кога се легува ноќе, кога се станува наутро, дали имаме било какво некое движење, не мора вежбање, движење едноставно да организмот си добие она што му по природа на нешта му следува. Значи, мој апел е конечно сите овие организации да сватат дека треба да ја поврзат тесно храната, начинот на живење, начинот на исхрана со она што им се случува на пациенти. Комбинацијата на лоша храна и немањето физичка активност и зголемувањето присуство на стрес е она што најмногу му штети на човечкото тело. Затоа здравата исхрана е најефикасен начин не само за превенција, туку и за навремен третман на многу состојби во медицината. Општина Центар почна со уривање на дивите раси на кафулињата, најмногу во Дебар Мало. Како што информираат од Општина Центар, издадени се 16 решенија за уривање на летните раси и во наредниот период сите ќе бидат урнати, бидејќи тоа не го сториле собствениците. Почна уривањето на дивите тераси на кафулињата во Центар. Нелегалните тераси денеска почнаа да ги отстрануваат работници ангажирани од Општина Центар, и тоа на Боемска улица. Од Општината вела дека имаат издадено 16 решенија за уривање на летни тераси и сите една по една ќе се отстрануваат, бидејќи тоа не го сториле собствениците. Сите објекти кои ќе се уриваат имаат отстапување од правилникот за летни тераси. Најчесто има одобрение за, например, X метри летна тераса, а зафаќаат двојно или тројно повеќе. При тоа узурпираат јавен простор, велат од Општина Центар. Надлежните од Општина Кисела Вода денеска остварија средба со опожарените семејства, каде се дискутирало за штетите кои тие ги претрпија од вчерашниот пожар во стамбена зграда. Од Општината велат дека во наредниот период надлежна комисија ќе излезе на терен да ги утврди штетите, пошто ќе се утврди висината на надоместокот што ќе ја добие секое опожарено семејство. При вчерашниот пожар кој избувна во стамбена зграда во Кисела Вода, пожарникарите имале потешкотија да стасаат до зградата од паркираните автомобили, па можеле да интервенираат дури откако дошла пајак службата да ги отстрани возилата. Во пожарот вчера биле повредени 4 пожарникари и 4 станари, а 3 пожарникари вдишале чад. На терен беше и градоначалникот на Општина Кисела Вода, кој на оштетените граѓани им вети помош од Општината. Денеска за
Прва Скопска од општина Кисела Вода изјавија дека надлежните од општината остварија средба со опожарените семејства, каде се дискутираше за штетите кои тие ги претрпеле од вчерашниот пожар. Согласно правилниците кои постојат во општина Кисела Вода, за вакви случаи надлежната комисија ќе излезе на терен, пошто ќе се утврди висината на надоместокот што ќе ја добие секое од оштетените семејства, информираат од општина Кисела Вода. Сервисни информации и урбани случувања во Скопје. Преработка на сувите гранки за живеелиштата во зоолошка градина. Екосвест. Новиот закон за урбанистичко планирање закана за природните подрачја. Во продолжение, колешката Марија Петковска ќе ве информира за сервисните информации и урбаните случувања во главниот град. И денеска надвор од студиото на Урбаните вести ви информираме за актуелните настани, случувања, известувања и сервисни информации од градот. Рано утрово во 3 часот и 40 минути на обиколницата Скопје во правецот Тетово кон Велес, во близина на Клучка Радишани, патничко возило Opel Astra со скопски регистарски ознаки изгубило контрола и се превртело. При тоа возачот 40 годишен починал на местото, додека едниот сопатник 42 години се здобил со телесни повреди и со возило на итна медицинска помош бил пренесен во градската општа болница 8 септември за укажување лекарска помош. А другиот сопатник 29 години се здобил со тешки телесни повреди и бил пренесен во клиниката Мајка Тереза, каде што му била укажана лекарска помош. Во скопската населба Тафталиџа пак, во близина на катастарот, утринава се случила сообраќајна несреќа во која учествувале 2 возила. Едно од возилата од силината на ударот се превртело, поради што морале да интервенираат и пожарникарите. Во превртеното возило имало 3 патници кои за среќа минале со лесни повреди и од страна на противпожарната бригада били извлечени од превртениот автомобил. Со цел поефикасно давање прва помош, од денеска во функција се новите 6 амбулански возила на службата за итна медицинска помош при Здравствен дом Скопје. Од Здравствен дом Скопје соопштија дека првпат по подолг временски период службата за итна медицинска помош во Скопје ќе има на располагање 14 возила. Од Здравствен дом Скопје посочија дека значително се подобрува ефикасноста на службата за итна медицинска помош, која како единствена за град Скопје и околните населени места овозможува 24 часовна здравствена заштита во делот на вонболничка ургентна медицина и представува прва линија за давање на здравствени услуги, посебно во делот на животно загрозувачки состојби. Општина Аеродром пак продолжи со санација на ударните дупки на улиците што се под нејзина надлежност. Во изминатиот период беа санирани дупки на улици во Горно Лисиче, населба Лисиче и реонски центар Аеродром. Деновиве се работи на санација на ударните дупки на улицата 23 октомври во населбата Острово. Како што соопштија од општина Аеродром, овие активности ќе продолжат и во наредниот период, со цел да се подобри патната инфраструктура и да се зголеми безбедноста на сите учесници во сообраќајот. И годинава, следејќи ја традицијата, на крајот од сезоната Филхармонија излегува надвор од институцијата, надвор од стандардната концертна практика. На 23 и на 29 јуни Филхармонија ќе реализира 2 концерта под заеднички наслов Филхармонија на отворено во Градски парк, со почеток во 21 часот, а во соработка со Младинскиот културен центар и град Скопје. Првиот концерт ќе се одржи на 23 јуни недела и носи наслов "Ну погоди". Станува збор за уникатен проект каде што ќе бидат изведени познатите теми од култните цртани филмови од земјите од источниот блок, кои го одбележаа детството на генерациите од 70-тите и 80-тите години. Вториот концерт ќе се одржи на 29 јуни и ќе биде насловен "Љубов и револуција" под диригентство на Џијан Емин. Во негов аранжман ќе бидат изведени едни од најпопуларните песни од сферата на поп-рок и панк музиката, која претежно ги одбележа 90-тите години.
Од четврток времето ќе биде сончево и многу топло со максимални температури кои на повеќе места ќе го надминат 35 степен. Според прогнозата на управата за хидрометеоролошки работи, в петок максималните температури ќе достигнат до 39 степени, а в сабота до 38 степени. Локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер се очекува уште утре попладне. Од Ева на Македонија за утре известуваат дека поради технички зафати во дистрибутивната електромрежа без електрична енергија ќе останат во период од 9 до 15 часот корисниците од дел од улицата Партизански пат во Драчево, општина Киселавода. И последната информација за денеска е дека на 89 годишна возраст почина денеска поетот Милан Терзовски. Терзовски е роден во 1930 година во Куманово, а во писателската асоциација членувал од 1961 година. Автор е на збирките поезија Чекори во себе, Омарнина, Балади за Козјак, Постапалки, Галичица, Црно распаќе на песната, Сончев часовник, Азбучна молитва. Посмртните останки ќе бидат изложени во капилата на градските гробишта Бутал утре од 10:30 до 11:30 часот. Од денеска општина Карпош сите суви гранки ќе ги носи во зоолошката градина, каде ќе бидат преработени и повторно искористени за создавање на подлога на животните. Од општината велат дека со ваквиот начин Карпош станува пример за правилна обработка на отпадот и негово повторно користење. Општина Карпош со својата механизација сите собрани суви гранки од денеска ќе ги носи во зоолошка градина, каде што ќе бидат преработувани и повторно искористени за создавање на подлога на животните, односно мајмуните. Со ваквиот начин на постапување со отпадот, општина Карпош и практично станува пример за правилна обработка на отпадот и негово повторно користење. Наместо сувите искршени гранки да остануваат по јавните површини и парковите, истите ќе бидат преработени и ќе придонесат кон создавање на поприродна средина за живење на мајмуните во зоолошка градина, се наведува во соопштението од општина Карпош. Оттаму вела дека овој позитивен пример за преработка на суви гранки е практика во повеќе развиени земји. Од општина Карпош информираат дека продолжуваат со интензивните активности за заштита на животната средина, како и правилно одлагање на отпадот за кој одговорна локалната самоуправа. Од Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест сметаат дека новиот закон за урбанистичко планирање е закана за природните подрачја во државава. Тие бараат од пратениците да не го гласаат овој закон, а Министерството за транспорт и врски како надлежно министерство да ги земе во предвид укажувањата за недостатоците и да подготви соодветни измени. Центарот за истражување и информирање за животна средина Екосвест смета дека новиот закон за урбанистичко планирање, за кој вчера во собранието се одржа втора јавна расправа, е закана за природните подрачја во државава. Бара пратениците да не гласаат за него, а Министерството за транспорт и врски како надлежно да ги земе во предвид укажувањата за недостатоците и да подготви соодветни измени. Според Екосвест, дел од посериозните проблеми на новиот закон, како што велат, е тоа што големите и малите хидроенергетски проекти и рудниците се прогласени како подрачја и градби од државно значење, како и тоа што е намалена можноста за учество на јавноста во урбанистичко планирање. Според Екосвест во ставот 4.1 од овој закон се овозможува изградба на инфраструктурни проекти во зони за одржливо користење, а со законот за природа тоа е забрането. Членови од законот се во колизија и со постоечкиот закон за урбано зеленило. Повторно гледаме колизија на закони кога станува збор за заштита на природата и неодржлив економски развој за повеќе профит. Додаваат дека не треба да се скрати учеството на јавноста во изработување на урбанистички планови за големи инфраструктурни проекти, како рудници, хидроелектрани и патишта, кои што скоро неизбежно се поврзани со влијанијата врз природно и културно наследство, зафаќање на земјоделски и други приватни површини, па дури и присилно раселување на население.
Од Управата за хидрометеоролошки работи информираа дека следува период на многу топло време. Од четврток времето ќе биде сончево и многу топло со максимални температури кои на повеќе места ќе го надминат 35 степен. Денеска имавме температура до 30 степени, а утре до 32 степена. В четврток температурата ќе се движи од 17 до 35, петок од 18 до 35 и сабота од 18 до 34 степени. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.